Управата за извршување на санкции предлага почеста примена на пробацијата или алтернатива на затворот. Во моментов такво право имале над 700 лица, но тие за да продолжат да ја издржуваат казната надвор од затворите и под засилен надзор, одлука треба да донесе судот. Не велам дека сите, но најголем дел од тие осудени лица можат да бидат на условен отпуст, нормално претходно со препорака од секторот за ресоциализација во затворите и од директорите на македонските затвори. Напуштањето на затворската ќелија според надлежните не значи слобода за лицата кои добиле условен отпуст. Нивното однесување го следат пробацијски службеници, им прават надзор и советување. Тоа мора да биде проследено со рехабилитација, со ресоциализација, се со цел тоа лице да не ни доаѓа повторно во судир со законот. И условниот отпуст, сакам и тоа да го кажем, не значи некаква милост или добра волја на судот или на управата, тоа е законска можност која што им следува на осудените лица. За поголема примена на пробацијата како алтернатива на затворските казни, денеска на заеднички состанок разговараа судиите, представници на управата за извршување на санкции, судскиот совет и Академијата за судии и јавни обвинители. Тоа и всушност се и препораките на Советот на Европа, изрекување на вонинституционални казни наместо казната затвор. Ние како Академија сме тука присутни да им дадеме поддршка на судовите и на судиите кои што ги работат овие алтернативни мерки и санкции. Со пробацијата моментално опфатени се околу 900 лица, а мерката најчесто ја применува кривичниот суд. Сепак дел од нив морале да се вратат во затвор заради непочитување на правилата за условен отпуст. Зоран Јаневски, Сител телевизија.